Со изложба на фотографии кои го прикажуваат 7-деценискиот развој и растеж на училиштето Димитар Влахов. Оваа образовна институција синоќа ја започна свечената академија со која се чествуваше големиот јубилеј. На изложбата можеа да се видат црнобели фотографии направени во некој момент од минатото и низ нив да се долови духот на училиштето кое почнало со работа само една година по завршувањето на Втората светска војна. На изложбата беа застапени и фотографии од поновиот период на обстојување на училиштето. Денес, кога славиме 7-децениско постоење, ќе се навратиме на времето кога се создавало земјоделското училиште. За да стигнеме до денешницата, кога училиштето го доживува својот зенит, нашето училиште денес се издигна во образовна институција која сите своји ресурси, материјални и човечки, ги вложува во образованието и воспитанието на учениците идни успешни граѓани. Нашите заложби за подобри услови за работа, надоградување на нови простори, лаборатории, кабинети, набавка на нови и современи нагледни средства имат за цел подобрување на квалитетот на наставниот процес за обезбедување поволна клима за учење и работа. Во последнава деценија Овој настан го одбележа и промоцијата на монографијата 70 години посветеност во образованието, коавторски труд на магистар Софија Тренчовска, Јасмина Ангова, Бранка Ристова, Олга Хаджиева, Маре Караристова, магистар Ана Витанова Рингачева и Даниела Пеева Митева. Исто така, свечената академија беше можност премиерно да се погледне и краткиот документарен филм за училиштето Димитар Влахов, во кој зборуваа поранешни професори вработени, раководители како и сегашни поранешни ученици. Сите тие ги споделуваа своите сеќавања, но и искуства од учењето и работата во училиштето. Јас сум вработен од 73 година, а 64-та, 65-та до 68-та како ученик, што значи вкупно 44 години имам овде престојувано во ова училиште. Во училиштето имаше тогаш само еден трактор и една машина, односно вршачка, не комбајн, вршачка. Вршачка, дури имаше, се сеќавам добро, коњ и една чеза, како ученик велам, се сеќавам, чеза и се сеќавам и пајтон, мислам, пајтон како тоа, кој служеше да го носи директорот тука што треба до собрание, до некои задруги и така натаму. По повод 70 годишниот јубилеј, училиштето додели благодарници на поранешните директори како и на актуелниот директор на училиштето, како и на градоначалникот и на општина Струмица.